Кредит од 1 милион евра за вработување на 110 луѓе во новото предпријатие АДА Градски енергетски системи. Одлуката и официјално помина на последната седница на собранието на фирмата. Компанијата, која амбициозно сака да ја преземе дистрибуцијата со топлинска енергија во главниот град, ќе го зголеми основачкиот влог од 250.000 евра за уште половина милион евра и плюс планира да земе кредит од банка за да почне со работа. Со овие пари треба да се вработи кадар, со што дополнително се зголемува бројот на административци кои ќе бидат исплаќани од буџетот на град Скопје. Граѓаните се уште не знаат зошто компанијата толку се брза за да земе кредит, кога не се знае ниту дали ќе ја добие лиценцата за дистрибуција. Од регулаторната комисија за енергетика велат дека барање за лиценца ГЕС се уште не доставила, но дека кога ќе дојде до тоа, процесот ќе биде транспарентен. Од ГЕС најавуваат дека тоа ќе го сторат во октомври. Планираните активности се базираат на предвидувањата дека на 1 декември ќе ја добиеме лиценцата за дистрибуција на топлинска енергија и од тој датум ќе почнеме со работа. Потребно е да вработиме 110 лица, односно машински и електротехничари, електро и машински инженери, економисти и правници. Потребен ни е работен простор од 500 метри квадратни, 3 помали работни простори на 3 локации во градот, односно карпош, центар и аеродром за вработените кои ќе работат на одржување на топловодната дистрибутивна мрежа и топлински станици на трите реони. Исто така потребни ни се резервни делови за одржување на мрежата, алат, возила, компјутери и мебел. На 2 недели до почетокот на грејната сезона се уште не се знае кој ќе ги грее Скопјани. На 15 октомври оваа обврска, како и секоја сезона, ќе ја почне БЕК. И покрај плановите на град Скопје преку АДА ГЕС да му ја земе лиценцата, БЕК на голема се подготвува за новата сезона. Потрошувачите, заедниците на сопственици и управителите да проверат дали грејните инсталации во објектите се подготвени за грејната сезона, со цел испораката на топлинска енергија од системот за централно грејење да се одвива непречено. Потребно е потрошувачите да ги завршат интервенциите на внатрешната инсталација пред почетокот на грејната сезона и тоа да го пријават во Центарот за грижа за потрошувачи. БЕК има лиценци за дистрибуција и производство со рок на важење од 35 години, а за снабдување на 10 години. Трите лиценци БЕК ги доби во 2013 година. Шилегов пак преку новото предпријатие најави дека планира да ги врати 14.000 исклучени домаќинства од системот назад. Тврди дека ќе им биле понудени атрактивни тарифи за да го направат тоа.